Да, добар ден, ви благодарам за вашето присуство. Повод за денешната пресконференција е еден немил настан кој што се случи во казнено-поправниот дом Штип. Имено, на сите вие кои што сте тука присутни, пред се сакам тоа да појаснам, на вашите мейл адреси од Управата за извршување санкции ќе ви дојде едно видео, а јас сега ќе се обидам да ви го објаснам што вие ќе видите на тоа видео, секако дека тоа е тоа видео е направено од видео надзорот кој што го има во казнено-поправниот дом Штип. Имено што се случува пред или поточно на 22 пред затворот Штип доаѓа едно возило. Возилото доаѓа, пошто за да појаснам, во самиот затвор има две првични капии и третата која што е за самиот влез во затворот. Ја поминува првата капија и доаѓа до втората капија. На таа капија постои дежурана, постои стражарска служба и постои затворски полицаец. Одма да напоменам дека тој затворски полицаец не го запишува во дневникот кој дошол, кој се појавил. И такво појавување на возило надвор од човек кој што не е вработен во затворот е забранета работа. Во дежурана, јас ќе ми дозволите, нема да ги кажувам полните имиња и презимиња, е затворски полицаец со иницијали МТ. Што ќе видите следно, дека од тоа возило излегува лице кое што доаѓа до зидот на самиот затвор. Веднаш да појаснам, тоа лице преку зидот префрлува топка. Внатре, подоцна ќе видите на самото видео, кога ќе влезете во самиот затвор, од десната страна има тревник и се појавува затвор, и самиот настан се случува во 21 сатот и 40 минути навечер. Се појавува затвореник за македонската јавност и во затворскиот систем поготово познат, со иницијали ЖЖ и уште ЖЖ, и уште еден затвореник со иницијали РК. Се гледа, снимката која што вие ја добивате е со послаб квалитет, меѓутоа, верувајте ми, во оригиналот се гледа дека тоа лице говори на телефон и воедно двајцата бараат нешто низ тревникот. Се појавува затворски полицаец, кој што им вели дека треба да се вратат во тој период, не смеат да се наоѓаат во тој дел од затворот и им вели да се оддалечат. По наредба на командирот, кој што во тој момент е командир на смена, ТИ, се повикани уште четворица затворски полицајци со иницијали ЗГ, ТС, СЈ, МТ и СМ. Затвореникот ЖЖ и понатака говори на телефон и бара нешто низ тревникот. Се поздравува со сите тие затворски полицајци, да не говорам дека он не смее да има телефон во рака. И она што е најфрапантно што ќе видите, дека истите тие затворски полицајци со батериски ламби и они се вклучуваат во барање на нештото по тревникот од затворот. Наредниот ден не наоѓаат што не наоѓаат, се дознава и директорот на затворот, да ги представам, едниот од десна страна е директорот на затворот Дејан Здравев, од неговата лева страна е заменикот директор на затворот во Штип Ѓорги Хубев. По наредба на директорот, од сабајлето повторно се бара што барале во тревникот, се наоѓа топка во кеса, во која што се пронајдени 35 грама, веројатно бела, пошто е прашкаста материја, кокаин, и околу 50 грама марихуана. Кога ги поставува прашањето директорот на затворската полиција и на командирот што баравте и зашто баравте, зашто не реагиравте, објаснувањето и во нивната службена белешка е
дека им било предочено дека затвореникот ЖЖ изгубил, си играл со кучката, има кучка Цеца таму, дека си играл со кучката Цеца. Кучката, он имал скап часовник кој што морам да потенцирам дека го нема пријавено, пари 1000 евра им навел дека бил, го нема пријавено кога е донесен во затворот Штип, он мора да пријави дека има таков и таков накит или што и да е. Нема пријавено, дека му го има земено кучката Цеца часовникот, дека трчала низ тревникот и дека го изгубила неговиот часовник, па овие, пошто ептенете да му излезат во пресред, го бараат неговиот часовник. Па да повторам, најдени се толку и толку грама, 35 грама кокаин и 50 грама марихуана. За да, по наредба на директорот, се формира дисциплинска комисија. Таа дисциплинска комисија е составена од 5 члена. Тие 5 члена ја имаат видено видео снимката. Истата дрогава, да потенцирам дека е веднаш од Сабајлето пријавено и СВР Штип е предадена дрогата. Направена е 5 члена дисциплинска комисија. 5 члената дисциплинска комисија во даден ден пред 2-3 недели, или точниот датум е 28.3, одлучува тројца од тие, исто составена од затворска полиција и од има една госпоѓа која што е во ресоциализација, таа и уште еден затворски полицаец гласаат дека да, овие се виновни и дека тие полицајци треба да бидат дисциплински казнети, но за жал, полицајци БД, КП и ЗА не пронаоѓаат вина и веруваат во тоа дека затворскава полиција го бара часовникот кој што го губи наводно затвореникот ЖЖ, а кучката Цеца дека, како се вика, му го има однесено во некаде на страна. При тоа морам да потенцирам дека овие затворски полицајци, македонската држава, нас како даночни обврзници не чинат. Најмалата плата од овие затворски полицајци, сите кои што учествуваат во овој дел, е 57.000 денари, најголемата е 67.000 денари. Со средно образование, овие не се со високо, затворска полиција е. Има во затворската полиција и со високо образование, овие се со средно, нивните плати се движат во тој обсек. Она што сакам конечно да информирам, дека ние како Управа за извршување санкции имаме направено вореден инспекцијски надзор и ние не сме истражно тело. Ние сите документи што ни ги предадоа од затворот Штип, ги имаме предадено, денеска поднесовме кривична пријава во обвинителство и јас искрено се надевам дека против сите овие актери ќе биде превземена енергична санкција и дека сите овие ќе бидат адекватно санкционирани. Она што веќе кога сум пред вас медиумите, би сакал да потенцирам дека ние и како управа и најголем дел од директорите на македонските затвори сега кои што се, имаме цврста намера со корупцијата која што дефинитивно е на многу високо ниво по македонските затвори, до крај да се бориме. Ни во еден момент не планираме да застанеме. Точно е дека таа битка е тешка и дека имаме работа со буквално умрежена и затвореници и одреден број на вработени по затворите, но тоа додека сме ние раководни лица и во управата и по затворите, ние ќе ја тераме таа битка. Јас чисто само за да имате некаква представа за кој е степенот што го имаме наследено по македонските затвори, за каква, еве како мерна единица да се телефоните ако ги земеме во предвид. Минатата година, ноември месец, бе во посета на неколку затвори, на Управата за извршување санкции во Хрватска и неколку затвори посетив.
Она што бев информиран таму, дека затоа што беше крај на 2024, па ги немаа податоците од 2024, од 2023 ми ги дадоа, имаат пронајдено после околу 25-30 000 претреси направени во Хрватска, имаат 22 затвора, 5000 затвореници притвореници, имаат пронајдено за целата година 26 само мобилни телефони. Да речеме, минатата недела бе во посета на Управата за извршување санкции во Косово и два нивни затвори. На моето прашање колку телефони имате пронајдено во 2024, таму имаат околу 1700 затвореници притвореници, за цела 2024 година имаат најдено 51 точно мобилен телефон. Ние во овој период од 9 месеци имаме одземено од затвореници околу 1000 телефони. Околу 1000 телефони. Точниот број не можам да ви го кажам, затоа што безмалку секојдневно, вчера ме информира директорите дека лично они кога направиле претрес во неколку кели, повторно се најдени, да речеме телефони. Борбава е таква каква што е, имаме наследено исклучително корумпиран систем, но она што радува е дека има и повеќе од силна желба и волја кај нас да се справиме со тој криминал, и јас верувам дека и Министерството за внатрешни работи и обвинителството ќе ни помогнат во оваа борба, затоа што они на крајот од денот се истражни органи. Она што исто така би сакал да информирам, што е позитивна работа, завршени се скоро сите процедури околу алките. Алките и рутерите се тука. Имавме проблем, пошто 10 години се тие стари, од 2015 година ги менувавме батериите и на алките и на рутерите. Завршена е обуката на луѓето кои што ќе ги ставаат тие алки, и во наредниве неколку недели официјално ќе бидат пуштени во употреба. И она што како последно би сакал да ви информирам е дека, што за мене од огромно значение, е тоа дека денес ни стигна од Министерството за финансии одобрување за 171 нов, во најголем дел затворски полицајци ќе бидат, но и дел ќе имаме во ресоциализација од овие вработувања, што ќе биде сериозно освежување за македонскиот затворски систем со нови, и јас се надевам, луѓе кои што честно и поштено ќе си ја работат работата. Ви благодарам. Ако има прашања, повелете. Срđan Стојанчов, Телма. Малку, ако може повеќе детали да ни дадете за ова. Дали е идентификувано лицето кое е префрла топката или барем возилото, затоа што треба да има регистрација? Да. Како што ви реков, веќе наредниот ден кога е пронајдена дрогата, информирано е СВР Штип, и јас колку што знам, пронајдено е возилото и луѓето, пошто двајца биле во возач и сувозач, мислам дека се пронајдени и лицата кои што ја префрлуваа дрогата. Зашто е осуден ЖЖ и РК и од каде се? Едниот е од Кочани, другиот од Струмица. Едниот, мислам дека има над 20 години е по македонските затвори и има за повеќе кривични дела. Ова актуелново за кое што лежи, во интерес на истрагата да не откривам, ама за познат човек во македонското подземје. Добро, што работел МТ претходно, полицаецот затворски? Што го пропуштил возилото? Ништо не правил. Она што е знаете што е дали имал некој друго работно место или цело време е затворски полицаец? Не, затворски полицаец. Меѓутоа, она што е симптоматично и што на секој здраворазумен човек со иоле малце логика паѓа во очи е дека он е должен да забележи дека дошол. Прво, не сме било кој од нас, од вас, да дојде таму,
веднашка по правило на службата, он би требал да излезе и да го стопира тоа возило и да ги легитимира тие луѓе. Он не го прави тоа и нити во дневникот на кој дошол, како се појавил, пишувало дека се појавило возило. Што за мене е сомнително и веројатно истрагата ќе покаже дека тој знаел, бил дел од целата оваа работа. Само да појасниме, дисциплинската гласањето завршило 3-2. Така е, тројца гласаат дека не се виновни. Зошто не поставите блокатори на сигнал за мобилните телефони, наместо да си играме вака бргање на мачка и глушец, па фатени мобилни, па пак појавени мобилни, ова е поелегантно решение. Да. Во Хрватска нема блокатори. Во Хрватска нема блокатори и нема телефони. И мене ме уверуваат сите кои што се со долги години во затворскиот систем дека нема по-добра работа од правење претреси. Дополнително проблемот околу блокаторите е што, да речеме, ако вие затворот Скопје или Шутка, како што го нарекуваме ние луѓето, како што го препознаваат, видите слика кога е изграден, нема никаков објект околу него. Сега, кој дозволил така да се гради, не знам. Меѓутоа, во буквално смисла на зборот, има сега една нова зграда. Ако плукне некој од балконот, ќе плукне во дворот на затворот. И во минатото, кога е направено обид, да речеме Тетовскиот затвор, најголем дел од македонските затвори сега се обколени со население. И кога би се активирале блокатори, тоа население околу кое што функционира нема да може да ќе бидат и нивните телефони, нема да може да користат мобилна телефонија. Тоа го немаме како право. Повторно ќе речам, ако постои желба, а желба постои, ако постои волја и енергија, и ако успееме дел по дел да ги отстраниме корумпираните делови и луѓе кои што се во затворскиот систем, ние можеме да го решиме проблемот и со телефони, и со дрога, и со недозволени предмети. Се додека ги имаме тие и додека тие мислат дека неказниво може да поминуваат, а така било претходно, ние ќе имаме и телефони, и дрога, и недозволени предмети. Еве, господине Пандов, веќе кога сме кај телефоните, на социјалните мрежи, особено на TikTok, секојдневно има затвореници од Идризово што се снимаат во живо, лайв, и викате недозволени часовници, значи буквално затвореникот што се снима и со часовник на раката, збори со другите затвореници, кажува зашто е осуден, значи како ние, како обични луѓе, како гледачи, можеме да гледаме што се случува во затворите и што прават затворениците. Велите правите претреси, ама очигледно е дека се уште постои овој проблем. Дали сметате дека целосно може да се искорени, дека ниту еден затвореник во ниту еден затвор во Македонија може да биде без телефон? Дали верувам во тоа? Дали сметате дека е изводливо решението, дека Да, ќе остане? да, верувам во тоа. Ама за да дојдеме ние до тоа, овие со иницијали сега што ви ги прочитав, треба да изгубат работно место и тие да бидат исто затвореници. А за колку корумпирани полицајци станува збор? Молам? За колку корумпирани полицајци станува збор? Во некои одредени затвори, јас мислам дека над 50% се корумпирани. За да имате вие токав број на телефони, тоа е мрежа која што е направена овде во обвинителство ќе види, јас не сум истражен орган, можеби некој случајно упаднат од овие со иницијаливе. Меѓутоа, поголем дел од нив јас тврдам дека имаат некаков материјален или било каков друг интерес и затоа ја барале таа дрога и дека не се тие од Сабајле нафта не се напиле за да се до толку наивни дека кучката Цеца му го земала телефонот на ЖЖ и дека тоа го правеле. Не, тоа сум и повеќе од уверен. И веројатно и секој, пак ќе речам, човек со иоле малку логика, му е јасно дека овие луѓе тоа не го правеле за џабе. Тие затворски полицајци кои што го дозволуваат или знаат кој затвореник пуштил видео и не го санкционирале, нема дисциплинска казна против тој затвореник, тие се исто така дел од тој корумпиран систем. Тоа не го прават за џабе, тоа го прават за одредени дали пари, други поволности, не знам за што се не, има. Меѓутоа, корупцијата е таа која што го дозволува тоа.
Ја повеќе пати го имам кажано. Македонија има целиот систем во Македонија, она што го наследивме ние како нова коалиција. Јас, не само јас, секој еден од нас е сведок дека е високо корумпиран. Меѓутоа, затворскиот систем е најкорумпиран. Тие луѓе дозволиле да бидат изманипулирани и потпаднале под парите кои што ги имаат затворениците. А да подсетам, ние по македонските затвори имаме од разноразни кланови, од разноразни луѓе кои што со дрога имаат работено, со мигранти кои што имаат работено. И верувајте ми дека дел од тие затвореници се исклучително богати. И тие, можам примери да давам, од одредени честни пак затворски полицајци или директори во затворите, за колкави суми пари имаат понудено за обичен телефон. Зборуваме за неколку илјади евра, на кои што одредени вработени по затворите велат не, но некои евидентно викаат да. И тоа е оној проблем кој што нема да го решиме ние преку ноќ. Меѓутоа, верувајте ми дека и повеќе од цврсто сум решен да со сите тие, и едните и од другата страна на решетките, да се пресметаме и да ги ставиме работите во ред. Ако тоа можело да биде во Хрватска, ако тоа можело да биде во Косово, може и во Република Македонија. Благодарам. Сега имам едно друго прашање околу целиот случај со Кочан. Имаме приведено моментално во притвор околу 30-31 е во притвор. Ми интересира зашто се во притворски оделенија во неколку затвори. Каква е состојбата со овие притвореници? Дали се соочуваат со некакви притисоци или закани, можеби, бидејќи се вмешани и осомничени за една од најголемите трагедии што се случила во Македонија? Дали имате такви информации? Како мислите, закани или притисоци? Закани, притисоци, каде се наоѓаат во притворски оделенија, туку ета од другите затвореници, општо, дали се под некакви закани? Најголем дел од нив се во истражниот затвор во Скопје, и има дел од нив кои што се во затворот во Куманово. И тие се третираат под еднакво исто како и секој еден притвореник. Не зборувам од страна на затворската полиција, туку и од другите затвореници или притвореници. Ама немаат они допир со... Аха, така. Односно имаат со притвореници. Со притвореници, да. Сега што прават разговор во самите кели, тоа не можам да знам јас. Имате слушнато да сега некакви притисоци закани да има кон нив. Не, Добре, само што едно прашање, најавивте за притвор во Идризово, дека ќе се прави притвор во Идризово? Да. И тоа е добра. Еве, да речеме околу тоа. Ние како држава 2010 година добиваме кредит од Банката за развој на Советна Европа во висина од 50 милиони евра. Со половина од тие пари минатата власт до 2017 година на ВМРО ДПМН го гради комплетно нов затвор во Куманово, воспитно-поправниот дом во Волковија, Тетово. Првата фаза ја завршува во затворот Идризово, односно се градат комплетно ново, отворено и полуотворено оделение. 2018 затворот во Куманово е 2014 година пуштен во употреба, воспитно-поправниот дом и отвореното и полуотвореното оделение 2018 година. За жал, иако им останале 26 милиони евра на сметка, минатата власт на СДС и ДУИ немаат ниту шајка заковано, дополнително, заради нивното коруптивно однесување и не превземање никакви работи, при тоа да напоменам дека ние постојано сме под мониторинг на ЦИПИТИ, а ЦИПИТИ и Банката за развој се безмалку едно тело. Парите кои што се на сметка, за кои што ние као граѓани сме плаќале камата во сите овој минат период, јас кога дојдов како директор на управата за извршување санкции, беа под мораториум. Односно, ние немавме право да ги користиме. Во меѓувреме,
пред месец и пол два, повторно имавме посета од делегација, висока делегација од Банката за развој на Советна Европа и нескромно ќе кажам дека луѓето има само браво да кажат и дека ветија, она што предочија, дека имаат подготвителен состанок сега на 15 април, извршен комитет ќе имаат 15 јуни и дека е за очекување, она што најавија повторно ќе кажам, и јас верувам дека тоа така ќе биде, 15 јуни повторно ќе ни бидат достапни парите за изградба на втората фаза. Во таа втора фаза, кога би ни дозволиле, ние треба да учествувавме предходно со 1/3, значи на тие 25 милиони, а Република Македонија требаше уште околу 15 милиони евра. Меѓутоа, годиниве имаше инфлација онаква каква што имаше. Цената на чинење на градба е зголемена и за жал проценките се сега дека учеството на Република Македонија со пари ќе дојде до 50%, меѓутоа не можам да со 100% на сигурност, но она што имам зборувано со премиерот Христијан Мицкоски е дека Македонија и покрај зголемување на трошоците ќе направи се во наредниве години да ги обезбеди тие пари и во меѓувреме ние ги правиме сите подготовки како управа да ја обновиме градежната дозвола за градба таму во Идризово и тогаш кога ќе ни биде одобрено, кога ќе добиеме сигнал од Банката за развој, јас верувам дека во теков на годинава распишуваме тендер, се надевам дека ќе има пријавени компании за тоа и дека до крајов на годинава ќе почнеме со изградба на втората фаза, што значи дека ќе имаме комплетно ново затворено оделение, ќе имаме нова притворска зграда, централен притвор тоа би било, со капацитет од 420 кревети. Чисто заради споредба сега имаме централен притвор, ние затворот во Скопје, меѓутоа имаме притворско оделение и во Куманово, во Гевгелија и во Охрид и во Битола. Централен притвор би бил во Скопје, во Идризово, во таква ситуација и судницата ќе биде ставена во функција, оние трошоци кои што се сега да ги разнесуваме на спровод, осумничените лица од шутка до судот нема да постојат. Ќе имаме задворска болница, ќе имаме кујна нова и помалку повеќе тоа е тоа. Но драматично во тој момент би се сменила сликата на затворскиот систем. Чисто за подсетување, 60-65% од затворениците во Македонија се наоѓаат во Идризово. Уште едно прашање имам, дали за вас или директорот, ако сака, може да го одговори. За некој ден ќе се наврши точно 1 година од невообичаениот случај во затворот во Штип, кога луѓе дојдоа за да влезат во затворот да се пресметаат со затвореници. Беше најавена истрага од тогашната управа. Што покажа истрагата? Да, благодарам на прашањето. Што е променето од тој период до сега? Јас можам да ви кажам дека токму тие лица кои што во тој момент биле со третман кој што дозволувал да бидат во полуотворено оделение и имале можност за комуникација и да бидат во непосреден контакт со други осудени лица и да формираат еднокритична група која што ќе овозможи заедно со поддршката од надвор да можат да делуваат на тој начин како што извршиле притисок врз затворот Штип, денес тоа не е возможно. Затоа што се превземени низа мерки за подобрување на безбедноста на затворот Штип, истите тие лица кои што се од висок ризик сега се во посебни простори и се во келиски систем и немаат можност за тоа, односно немаат телефони и не може тоа да се организира. Истрагата за минатото оставаме на службите кои што во тој момент биле вклучени за да се видат дали има направени прекршоци од страна на тогашното раководство и дали било овозможено од страна на раководните лица и на
затворската полиција дали тие учествувале или не, за да може да се отвори дело, за да може да се утврди дали тие биле вклучени да возможат да се случи тој бунт што се случи во затворот во Штип. Денес тоа не е возможно. Ви благодарам.